Владина делегација на Република Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев, од вчера е во дводневна посета на Република Словенија. Министрите во владата на Република Македонија и министрите домаќини во словенечката влада одржаа билатерални средби, пошто следуваше и пленарна средба меѓу членовите на македонската делегација и министрите домаќини во владата на Република Словенија. Во текот на вчерашниот ден беше остварена средба со представници на полициските структури на Министерството за внатрешни работи на Словенија, кои учествуваа во мисијата за поддршка на Република Македонија во обезбедување на јужната граница за време на мигрантската криза. Ми представува особена чест што ми е дадена можност и тука, во вашата Словенија, непосредно да ви се заблагодарам за вашиот несебичен и одважен придонес да учествувате во обезбедувањето на нашата јужна граница во период кога Европа се соочуваше и ја решаваше мигрантската криза. Вашето учество во тие активности, поттикнато од изразената политичка волја на институциите на Република Словенија, е израз на одговорноста на вашата земја да го даде придонесот кон безбедноста на Европа, како израз на подготвеноста да ја подаде пријателската рака кон земја со која негува искрено и длабоко пријателство. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев на пленарната средба меѓу двете владини делегации истакна дека со оваа посета се реафирмираат веќе исклучително добрите односи меѓу двете земји. Според Заев, за Република Македонија е исклучително важно меѓусебното пријателство и поддршката што ја имаме во процесите за нашите ЕУ и НАТО интеграции, како и економската соработка која ја оцени како многу добра. При тоа Заев ги информираше домаќините за најновите настани во Република Македонија, особено во делот на реформите, а зборуваше и за очекувањата во однос на евроатлантските процеси, истакнувајќи дека овие активности ќе имаат сериозен поттик доколку добијат поддршка од сите наши пријатели. Од тој аспект, уверени сме и имаме големи очекувања дека Словенија ќе биде меѓу најгласните и најсилните поддржувачи на веќе зајакнатата меѓународна поддршка на Република Македонија за остварување на нашите ЕУ и НАТО аспирации. Сакаме и очекуваме Македонија да биде следната 30-та земја членка на НАТО. Нашите задачи и обврски ги реализираме интензивно. Се надеваме дека тоа е добар сигнал да го зајакнеме дијалогот со Европската Унија во 2018 година во однос на стратегијата за проширување. Искрено се надеваме и очекуваме дека за време на бугарското и австриското председавање со Европската Унија наредната година, фокусот ќе биде на регионот и посебно на Република Македонија. Словенечкиот премиер Миро Церар на средбата нагласи дека Република Македонија и Република Словенија од секогаш ги поврзувало искрено пријателство и добри односи во сите области на високо рамниште. Како потврда на ова пријателство го истакна фактот дека голем број на студенти од Македонија учат на факултетите во Република Словенија, а ја истакна и целосната поддршка во ЕУ и НАТО аспирациите на Република Македонија и понуди конкретна помош и асистенција за овие процеси во оваа фаза или во фазата на пристапните разговори со Европската Унија. Словенечката владина делегација, како придонес повеќе во поддршката на Република Македонија во евроатлантските аспирации, ја сподели информацијата со македонската страна дека Република Македонија во Брисел и даде нов поттик на групата земји членки на Европската Унија, пријатели на Република Македонија, за да се забрза овој процес во Брисел. Официјалната посета на Република Словенија беше исполнета и со други активности, како што се средбите со председателот на Државниот збор на Република Словенија доктор Милан Брглес, со председателот на Република Словенија Борут Пахор, како и со представници на стопанствениците на Република Словенија.